да се заборавите од редење и тоа ми е драго, бидејќи така ќе биде всушност овие 7 дена на сајмот на книга. Утрово најав за оние кои што сега не се вклучувате всушност на фреквенција на Телма телевизија. Ивана Спасев од Сакам книги и верувам дека денес овој разговор повторно ќе стимулира не само да бидете на трибината која што е најавена во Синеплекс, баш една убава женска енергија помеѓу 3 дами. И всушност ќе подсетиме дека книгите од секој пат биле повеќе од зборови на хартија. Тие се баш така простори во кои што човекот секој пат се среќава себе си, секој од нас, всушност и со другиот и со светот кој што го разбираме и оние кои што не го разбираме и оние кои што допрва треба да го откриеме. Така некако ќе кажеме, сајмот на книга ги отвора тие прозорци нови, наши животни хоризонти. Ивана, за прв пат јас и ти се запознаваме, драга, и многу ми е чест и привилегија што денеска пресни тазе корици и наслови автори носиме за ова директно од печатница, тоа што ми спомена, носиме денес за публиката на Телма телевизија. Морам да кажам дека тука сум веќе повеќе од деценија во самата Телма, која што се ја чувствувам нели како дома. А во сиве овие 11 години морам да кажам толку многу наслови автори поминале покрај нас, помеѓу нас. Можам да кажам дека сте доминантен културен простор исто така, да, кој што препоставам дека и интернетот денеска ви стана една книжевна сцена и во релација со публиката, меѓутоа колку денеска вистина е тешко да се задржи длабочината на книжевноста без тој да речеме дигитален формат. Уште еднаш добро утро. Добро утро, ви благодарам најпрво на поканата. Јас, како што ти кажав и пред емисијата, не сум многу по гостување во телевизија. Сестра ми била предходно кај вас гостинка и ми рече, ако треба да одбереш една емисија, една телевизија, оди кај Марко, таму имаш најдобра енергија и ме додов кај вас. Фала за поканата. Значи, многу е тешко денес без дигиталниот свет, без интернетот, да опстоиш во било што, па така и во издаваштвото, така и со книгите. Буквално трендовите, луѓето, читателските барања, тие се она што те води напред и без нив не можеш ништо. Да, препоставам дека не можеме со она низ метафора со глава во зид да удиреме ако не ги следиме можеби и навиките, забелешките, аплаузот од публиката. Да, секогаш. Значи не можеме да бидеме, ајде да кажам, секој пат егоистични лидери, кога веќе зборевме со Марина или пред малку за тоа, туку мораме да бидеме заеднички лидери. Препоставам дека Сакам книги тоа го прави сиве овие години. Што значи денеска да Сакам книги да гради таа една култура на читање во време на една така кратка содржина која што секој пат ни е стимулација, многу брза, а забораваме на еден процес на уживање како што е книгата. Па баш е така, книгата бара време. Книгата не е она скролање, кратки информации. Денес мора да кажете се во 2 секунди толку е attention span на луѓето. Не може, книгата бара време. Книгата бара да се посветиш, бара внимание. И ако не е интересна, ако не го држи тоа внимание, е уште потешко тоа да го изведеш. Баш вчера имав едно многу интересно интервју како има нели разговори од разни издавачки куќи, од разни кадри, треба да се чита квалитетна литература, само квалитетна, само класици, само филозофија, не знам што. И јас баш истото го кажав и вчера. Не е така. Значи не може секој да почне со толку сериозна литература. Особено денес, во ова време, нели, кај што младите па ништо не ги интересира освен интернет, рилчиња, тикток. Треба да го најдеш она што нив ги интересира, да ги привлечеш, да им го привлечеш вниманието и да успееш да им го задржиш. Кога веќе ќе ја стекна таа навика, да читаат, да видат колку е убаво, да потонеш во тој еден сосема друг свет, да се изгубиш и да ништо друго не ти е важно, тогаш веќе може да еволуираш и да градиш. Овој што читал ова, сега ќе чита тоа, овој што читал еден тип на литература, па сега веќе тоа го надраснал, се стреми кон друг, и токму тоа ние пробуваме да го направиме. Затоа следиме. Ако видиме дека излегол вирален хит на TikTok, одма гледаме што е ова, не го заобиколуваш. Зошто младите го сакаат ова? Зошто овој им го привлекна вниманието? Токму таков случај имаме сега со серијалот The Empyrean од Ребека Јарос, Четврто крило. Ние бевме многу големи скептици за фантазија. Затоа што го слушаш секојаш пазарот и Македонија уште не е спремна за фантазија. Од која причина? Едноставно ги слушаме читателите и се знае кај нас или е година на трилери, или е година на романси, квартално така ги или делите е некој година пат на драми. Кога беше ковидот, например, луѓето беа толку многу депримирани, веројатно им беше преку глава од се лошо. Тоа беше година на романси, на романтични комедии. Им требаше позитивно нешто во животот. Тогаш ми требаше Бриджитон. Да, Бриджитон. Следната година веќе го видовме пак трендот се враќа назад, пак бараат трилери.
И знаевме дека во Македонија фантазија не се бара, а четврто крило се за сега 3 книги од по 800-900 страници. И тоа е огромна инвестиција. Прво, правата се премногу скапи, затоа што е најголем бестселер моментално. Преводот е скап, уредување, лектура, печатење, се. И рековме, ние не сме спремни за ова сега. Меѓутоа, како што гледавме дека се повеќе зема замав во светот, како што читателите почнуваа да ја бараат, сега или никогаш, да пробаме. И тука влеговме со фантазијата, токму затоа што ги слушавме читателите. И тоа што се бара, решивме, ајде да пробаме. И сега е моментално најголем хит, целиот штанд ми е брендиран со четврто крило и железен пламен и едва значи годинава може ќе биде доминантна за фантазијата. Да, може. Јас пружав голем отпор. Да? Јас секогаш викам, не сме веќе толку млади како кога почнавме. Тогаш точно знаев тоа што сакам, јас сакаат сите. Сега веќе не сум ни јас репер. И така малку со отпор, меѓутоа ако тоа е тоа што младите го бараат, тоа што луѓето го бараат, тука ќе го понудите апсолутно. Да. Убаво спомена, имам чувство дека јас кога ќе направам некаква рекапитулација, дека всушност има одредени календарски, да речеме, месеци кога сериозно нека доминантна е конкретен жанр. Ќе оцениме 2025 кога и Фицек беше во Скопје, дека беше година на психологијата и трилерот? Да, дефинитивно. И да не требаше да биде, Фицек тоа беше мораше еклатантен да... пример. Да, значи Фицек е толку сакан автор кај нас. Јас имаше некои од други издавачки куќи лани на Саем што работат сосема друг тип на жанрови, друг тип на литература и кој е овој човек? Кој е овој човек? Се чудеа кој е човекот. Фицек е еден од најголемите автори во Европа. Фицек прави настани во Минхен, во Берлин со по 10-20 луѓе. Мислам, тоа се како концерти, како не знам, Red Hot Chili Peppers да дошле да направат концерт, тоа го прави Фицек таму. И Фицек да се донесе во Македонија беше една толку тешка мисија. Јас со години праќав мејлови, молев, се убедував. Не сте свесни колку го траеше процесот затоа што ние како земја Македонија сме мали и не сме атрактивни. Нашите тиражи во Македонија треба еден издавач да е среќен ако продаде 1000-2000 примероци. Во Германија нема книга без 50, 100.000, 150.000, а тоа нив им значи во пари. Затоа што парите што им ги плаќаме, авансите нив се процент од продадени книги. И дали го свативме моментот на големината со неговото доаѓање и други автори кои што потем ги носите постојано? Па, мислам дека со тоа што Фицек лани го блокираше Саемот до тој степен да мораат да затворат на час-два билетарницата и да не продаваат карти, затоа што редицата беше надвор до паркингот, да, и немаше внатре каде да се фрли игла. Мислам дека се виде кој дојде и колку сето тоа им значеше на читателите и дека на крај упорноста се исплати. После толку години молење, мојот сопруг се смеевме лани, викам, Диме, овие мејлови што ги прати ти, не сакаше да крене рација. Ја реков, не доаѓа, овој човек е премногу голем за тука, едноставно нема време за Македонија. Години, затоа што ние го издаваме него повеќе од 7-8 години. И викам, овие мејлови што ти него му ги праќаше, па ти Волку не се трудеше на почетокот за мене, човече, тоа беше ласкање, љубов, емоции во мејловите и човекот веројатно веќе не можеше да одбие и кога дојде тука, рече, па добро, јас и во Франкфурт не потпишував волку долго колку во Македонија. Сега сваќам зошто вие толку многу сте инсистирале да дојдам во Македонија. Многу ми е драго. Мислам, што велиш, може помал тираж, меѓутоа значена и публика која што е му била, да речам, показател дека можеби... Па ние сме и поемотивни, веројатно, како народ. Таму верувам дека во Германија не се така. Тука луѓето беа да го гушкаат, да... Јасно. Колку и да го минимизираме тоа, да речам, како наша карактерна особина, ние сепак остануваме, можеби, нели, топли и свесни тука еден со друг. Кога сме кај слушањето на читателската публика, еве што може да кажеме, освен фантазијата, ќе доминира како жанр на сеимското издание кое што започна денес. Потем, честитки, денеска е празник ваш, Светски ден на книгата. Да. Што ќе доминира годинава, трилерите се секогаш неизбежни. Значи, за трилерите секогаш има поварувачка, со оглед на тоа дека за овој саем имаме нови книги и од Крис Картер, и од Себастијан Фицек, па и дури од нашите домашни автори, Далибор Трајков има повторно нова книга. Трилерите очекувам дека ќе се продаваат, ако не и на прво место, може ќе бидат годинава.
Тука се секогаш и романсите, романтични комедии, историски романси, го спомна Бриджертон, нели сега излезе последната сезона и баш се зголеми побарувачката за целиот серијал наназад. Драмите, имаме нова книга од Кристин Хана, кралица на драмите, ние си ја викаме. Секогаш кај неа нема утка, мислам што ми излезе нова книга од Кристин Хана, сите што си ја читаат доаѓаат да ја купат. Имаме огромен избор и предпоставувам дека се ќе се бара, меѓутоа трилерите и романсите секогаш доминираат. Доминираат. Кога сме кај Себастијан Фицек, морам да заблагодарам, ја добив и ја на подарок, бидејќи јас не успеав да бидам дел од дружењето кое што го имавте поради оправдани причини, меѓутоа верувам дека Себастијан Фицек и оние кои што сите ќе бидете ваши колеги изложувачи на ова 38-о сајмско издание, отвара прилика, можност за големи авторски имиња да ја имаат Македонија веројатно во својата мапа. Веројатно и кај вас во работењето на вашата платформа на Сакам книги, веќе кога ќе се спомене веројатно и неговото име, ќе отвори прилика и можност дека други автори ќе речат, окей, тогаш да видиме кое ќе биде искуството во Македонија. Мислам дека токму тоа што пред 3-4 години беше Крис Картер, можеби и тоа делумно ни помогна и потоа Алиса Фини за да дојде Себастијан, затоа што тие после година дена имаа заеднички настан во Германија и се пријатели и мислам дека Крис Картер беше толку воодушевен од овој пречек тука, од овој народ. Па ние и лично со него си разговаравме, се зближивме, неговата трагична животна приказна ни ја раскажуваше. Се одвоивме на крај буквално со солзи во очите. Ќе дојдам пак да ме носите во Охрид. За малку ќе му го откажа летот вечерта кога си заминуваше, за малку ќе доеше да спие кај нас дома, мислам. До тој степен беше и предпоставуваме дека Крис Картер му има речено оди во Македонија, одлично ќе си поминеш. И сигурна сум дека тоа што веќе неколку вакви имиња се појавија, дојдоа тука, има прекрасно искуство, се надевам дека мора нешто да ни помогне, затоа што реално не сме атрактивни како пазар и далеку сме. Да дојде некој од Америка, не знам, треба 9, 12, 14 часа да лета, да патува. Мора да рече, треба да ми се исплати ова доаѓање. Да, треба да му се исплати него, треба дури и нас да ни се исплати, затоа што издавачот самиот ги покрива сите тие трошоци. Никој не ти помага тебе. А ќе продадеш овде 500-600 книги, што попрва? Авионска карта, хотел, лани Себастијан имаше обезбедување, шофери, мислам што се не. Задолжително, бидејќи како велиш ти полни сали од 20-30 илјади посетители. И се надевам дека ќе доаѓаат се повеќе, се надевам дека и сите издавачи ќе се трудат, годинава на сајм ќе има повеќе автори, видов дека прочитав над 50-60 издавачи сте, можеби? Да, секогаш се толку издавачи, меѓутоа она што најмногу ме радува е што годинава ќе има најмногу автори. Видов дека издавачки центар 3 ќе донесат автор, антолог, Жарко секогаш носи автори. Арсламина имаат автор годинава. Да. И ме радува тоа затоа што тој групен труд најмногу ќе ни помогне на сите. Лани кога дојде Фицек и кога салата беше преполна, тоа беше добро за сите. Тие луѓе што не можеа да стигнат до него, додека чека, ода и по другите штандови, купува. Мислам, имаше секакви коментари, имаше дури ако ти се верува лани коментари дека саемот немаме класичен саем, нели го изгубивме старото саемиште и сега импровизираме сите, си играме саем во спортска сала. Ама есенцијата е таа, мислам. Да. Меѓутоа, факт е дека просторот е ограничен и имаше лани дури коментари, па не е саемот место за вакво нешто, па каде овие гужви, овие толпи, па треба да си ги земат авторите, да си ги тргнат некаде на страна, нека си наплаќат влезници, па нас тоа уствари најмногу ќе ни одговараше. Импонира, да земевме, да го однесевме на страна, да наплатевме 500.000 денари ќе даде луѓето за Себастијан Фицек да поразговараат, да се сликаат со него. Меѓутоа јас од секогаш велам, прво сум читател, а после и уредник и издавачи се. И секогаш гледаме што е најдобро за читател. А ние сакавме да го донесеме каде што секој ќе може да го види. Без да плати карта, без да се распродале картите. Сакав да го видам, не можам да купам. Заслужен третман. И најлесно ќе беше тоа да се направи, меѓутоа ова беше најдоброто за читателите и на крај сум убедена дека беше најдоброто и за сите издавачи, за сите присутни на сајмот. Да, многу го кажа ти, денеска можеби ретко го користиме како наратив или терминологија. Ова е труд за сите, не е само труд или успех за Сакам книги. Триумф е за сите издавачи, за целата македонска нација, бидејќи на тој начин ќе ја ставиме Македонија на многу важна книжевна мапа со ова саемско издание или присуство на овие автори. Пред да продолжиме уште малку околу трибината која што ќе биде нели исто така во рамки на саемското издание, јас ќе ве поканам сите во моментот кој што сте на
телевизија Телма, од искуството поучени јас и Цеци Ивана и сите кои што сме и пулсираме во оваа утринска, знаеме дека имаме редовни читатели и публика, оние кои што не гледате, да оставиме простор за оние кои што може изминатиот период добивте книги, да оставиме простор за сите оние кои што првпат ќе не добијат на телефонскиот број со префикс 02 30 70 005. Така што, еве, барем тројца од вас ќе може да вклучиме колку што не служи и времето, а додека чекаме, јас и ти ќе го најдеме она што се случува во Синеплекс, ако не грешам. Меѓу другото, разговор кој што ќе отвори три силни перспективи и дами, тука е италијанката Виола Ардоне, потоа Ксенија Николова и јас би рекол тука една социјална перспектива на Магдалена Чадиновска-Кузмановски. Препоставам дека освен тоа што ќе се говори за и книгата како простор за слобода, како што имате кажано, за жената и како носител на собствена приказна, за тоа дали читањето е бегство од реалноста. Што да најавиме можеби на оваа трибина инспиративна за Оваа трибина е многу важна баш за жените, особено поттикнати од сите неубави случувања во последно време, нели? И Виола Ардоне во една од незините книги Нескршливото срце на Олива Денаро зборува токму за овие жени што било многу тешко да кажат не, а сепак се спротиставиле. Во книгата се зборува за во Сицилија, велат жената е важна, која скрши ќе си ја земе. Така правеле кога таму ќе силуваат некоја жена, ја принудуваат фактички да се омажи со тој што ја силувал и така се поправа проблемот. Нели? Вазната ќе се залепи. Така, вазната ќе си ја носи дома, ќе си ја плати. И Виола ја раскажува приказната за првата жена што решава дека нема да кажам, нема да се омажам со него, нема да се согласам на тоа, туку оди на суд, го дава, го тужи, обележана е, дури обвинувана е, зошто, како, нели? Озогласена. Да, меѓутоа е првата што кажува не и го добива случајот на суд и токму таа не инспирираше да го создадеме заедно овој настан каде што ќе се разговара токму за сето тоа. Дека не смееме да молчиме, дека треба да се каже, дека знаеме дека е тешко, некогаш не им верува никој на жените кога ќе кажат дека нешто е вака или така како што видовме дека и се случува. Меѓутоа дека зборовите секогаш се оружје и дека треба максимално да се искористат како такви. И тоа е тоа, ќе биде еден многу убав настан, убава дискусија со три силни женски гласови. Ксенија е препознатлива, нели, наша авторка, она е исто така ингениозна. Магдалена исто така, препознавам дека сите три ќе дадат придонес. Да го вклучиме само гледачот, ќе продолжиме уште малку само за генералиите, ќе посакаме добро утро на кому? Добро утро. Добро утро. Убав ден посакуваме. Со кого се дружиме утрово? Благодарам. Татјана Ефремовска. Татјана, како сте утринава? Па добро. Баш ми е драго. Ке одиме на сајмот на книга? Па се надевам во недела дека ќе одам. Да, оденеска и започнува. Од Скопје претпоставам дека се јавувате? Да, од Скопје. Одлично. Да знаете, има редовни линии со јавниот сообраќајен превоз, ке подсетам 100 и 200, па може да ги искористите да не лутате низ градот. За што сте расположени, да речеме, еве од овие избор, да речеме Товарот на вистината, Кирил Ангелов, Касија или можеби Десни пари и Луис Хаус? Дали се слушаме? Ве слушам, да, гледам што имате во рака, така? Евеки, изборот е ваш. Ајде, вака ќе направиме. Ајде, лесни пари. Лесни пари, одлично, оди на ваше име и презиме. Поточно, овој примерок ве чека во Телма телевизија. Елма, важи го ред. Да, ви благодарам. Ви благодарам. Ке може да вклучиме уште еден ако го имаме на линија? Добро утро. Дали се слушаме? Сега веќе да. Ајде, добро утро. Добро утро. Кому велиме добро утро со Ивана? Сонја Боглевска. Како сте ни, Сонја? Одлично, убава тема имате. Да, се подготвуваме 38 издание славење на книгите. Ке препоставам дека нема да го изоставите од вашиот календар посетувањето на сајмот. Па секако, да, читањето ми е пасија. Супер. Сонја, расположени сте за... ајде, не знам, нека биде... Еве, Ивана сигурно знае многу повеќе. За мене бидејќи се пресни овие... Па, двете книги се одлични, меѓутоа Далибор Трајков, еве, веќе
2 години мислам дека е избиран како најчитан автор, домашен автор во библиотеките на ниво на земјата. Може, ете, Дали може? да се обидат со него. Може, сум читала неколку книги од Далибор Трајков, ова претпоставам, не мислам го видам, насловот е нова. Товарот на вистината. А инаку, Иве, можеме и италијанската вила? Тоа е веќе драма, така, по соодветна за жени, да речеме. Да, ајде. Може? Може. Еве, нека биде Сонја за вас овој примерок. Ке можеме уште еден гледаш да вклучиме? Ке ми дадете режија да го вклучиме уште еден? Ајде. Ивана, ке ми простиш само кратко. Нема гајле. Кратка Кога дигресија, се работи за книги. Да, верувам дека има многу интерес. Добро утро. Да, Богданка е на телефон, Ивановска. Како сте, Богданка, утринава? Добро, со вашава телевизија. Ви благодарам. Расположени сте вие можеби за Далибор Трајков? Да, може. Одлично. Еве, примерок од Сакам книги оди за вас во име на Светскиот ден на книги. Сите кои што се јавивте, да знаете, примероците ве чекаат во Телма телевизија, така што секој работен ден од 10 до 13 часот може да си ги подигнете од редакцијата на Телма. Генералиите за трибината, која што може, претпоставам дека е од отворен карактер, сите Има ограничен број на места, само поради тоа што во Синеплекс нели салите се ограничени. Има веќе пуштено билети, пуштени се на социјалните медиуми, објавите каде што може секој што сака да аплицира, се додека има карти, ќе ги делиме тие карти, нели, за да се пополни просторот и после тоа е тоа. Тоа е тоа. Кој ден е Ивана оваа трибина? Бидејќи вторката доаѓа доцна петок навечер и си заминува рано недела Сабајле, Сени е во сабота, преку ден околу 11:30 мислам дека беше на Саем, а вечерта во 7 часот е во Синеплекс. Значи 25 да. април, подсетувам уште еднаш за сите кои што не имате на Телма, токму ќе се отварат 3 силни перспективи. Пристигнува Виола Ардоне, тука ќе биде Ксенија и Магдалена Чадиновска-Кузмановски, така што ова е еден од настаните кои што ќе ги организирате. Вистина ќе ви посакам од се срце убаво саемско искуство, може да најавиме нешто ново календарски во годинава што го очекуваме веднаш по саемот на книга. Што може да очекуваме? Бидејќи сега преснезлегува и мојата Алиса Фини, ова ќе го читам сега дефинитивно, по добра и лоша, сопругата на мојот сопруг, што друго може да очекуваме? Пробувам сега да се сетам што ни остана недовршено, имаме цели листи. Ќе има неколку нови автори што ги земавме, ги купивме правата, едноставно немаше повеќе простор да се спремат за саем и ќе се подготвуваат во текот на следните месеци. Меѓутоа, се што правиме, нели објавуваме на нашите социјални медиуми. Тука мојата сестра Дејана е крал за социјални медиуми. Поздрав до Дејана, ако не гледа. Се што има да дознаете, да се испромовира, ќе биде испромовирано навремено и најдобро што може. И ќе известуваме, ќе има пак. Џон Марс е автор кој претходно сме го пробале и гледаме дека луѓето го бараат, повторно ќе има нови книги од него. Имаме една нова авторка сега на Саем, Сузан Мајснер, исто така очекуваме, историски драми пишува, очекуваме да има голем интерес за неа, ќе продолжиме со неа. И најважно, ќе заборавете, третиот дел од четвртото крило, Оникс на бура, веќе е во подготовка. Фантазијата е присутна. Веќе се преведува и ќе излезе и таа, да речеме, крајот на јуни некаде. И тоа е тоа, барабанчето си врти, не можеме да застанеме. Или како ние велиме за утринската, локомотивата е присутна. Останете и понатаму, јас ќе кажам, една рекреација и реакција. Се надевам убава кај читателската публика и во ова време можеби на некаква криза и така натаму, кога сакаме да го најдеме нели својот собствен мир. Ке честитам за се она што го правите и вие како издавачка куќа и се надам дека во некоја следна прилика ќе бидам во први редови, па можеби некој ќе се најдам да бидам оној кој што ќе интервјуира некој ваш автор со најголемо задоволство. Дај Боже, јас ви се заблагодарувам на поканата и не само на поканата, туку што секогаш се грижите за Саемов на книга да помине како што треба, покриено и спромовирано, многу значи. И се надевам дека ќе се видиме на Саем. Да, денеска доминира утринската, барем вториот дел, затоа што денеска рековме и Светски ден на книгата, така некако ги вклопивме твоите гостувања со гостувањата на Бојан Саздов, кој што Марија веќе го има на лице место. Голем поздрав до Дејана да ја прегрмеш и голем поздрав до семејството и се гледаме за скоро. Потсетувам, 25 во Синеплекс имате прилика да бидете дел од Молчиш или зборуваш, вечер за женската храброст и избор, женската слобода без филтри, оваа инспиративна трибина во Скопје.